По реновирањето на 135 соби во блокот Б од студентскиот дом Гоце Делчев, каде што се сместени 315 студенти. Следна фаза од целосната реконструкција на најголемиот студентски дом ќе биде реновирање на блокот А потоа и В и Г. Станува збор за одлично завршена работа, врз основа на што го имав при посетата на неколку од собите во кои што се сместени студенти. За мене лично и за Министерството е од големо значење фактот што се тие задоволни од условите во кои што сега престојуваат и навистина ние ќе продолжиме и во следниот период да ги реализираме оние активности кои што претходно ги најавивме, а се однесуваат на комплетна реконструкција на овој студентски дом заради подобрување на вкупните услови за престој на студентите во и во овој дом и во останатите студентски домови. За подсетување, до сега инвестиравме 85 милиони денари за комплетната реконструкција на блокот Б во рамките на студентскиот дом Гоце Делчев. Ристовски најави дека за блокот А е избрана фирма која што ќе го изведе комплетно реновирањето и дека во наредните денови ќе почнат градежните активности. Очекувам во наредните неколку дена да почнат целокупната градежна активност околу комплетното реновирање на тој студентски блок, така да се движиме во динамиката која што ја најавивме и јас сум задоволен, очекувам нормално, дури и со зголемен интензитет, вториот дел од студентскиот дом да биде комплетно реновиран, за да може и при следниот процес на апликација за добивање на студентски места и во рамки на тој студентски блок да бидат сместени студентите, истиот да биде даден на јавно огласување фактички за апликација на студентските места. По реновирањето на делови од студентскиот дом, студентите се задоволни од условите во кои сега престојуваат.